Nemam obično u ovakvim prigodi da čitam pred sebe, ali za da ne ispuštam nešto što sam zamislil do podgotov i podsjetnikov, pa će se objedam nakratko da vi zadržam vašето vнимание. Стажен, но истовремено и гост, што му бил близок пријател и искрен другар, денес со посебна почит го споменувам неговото име, а ја чувствувам и вашата почит кон него и поезијата која го разгоре љубовниот оган кон својот народ и со неговото поетско перо ги допре највисоките духовни коти на река и Македонија. На денот на вечната разделба од него тагата ми отиде до болка заради што бев жив сведок кога на реканскиот будилник и трезор на убавиот македонски збор не беше кажан ни еден збор од никого, нити од македонската писателска фела. Не прашам зашто прашањето и одговорот ми беа јасни, тоа е нашата духовна беда и интелектуален срам. Сивите облаци надвиснаа на жировница со ситни капки, што би рекол саме како ни ситни капки дожд, ја објавија тагата за неговото заминување. Времето плачеше, а погребната тишина во тој миг ме подсети на неговиот аманет, на неговите необјавени наслови, тишината во митинг и митингот на тишината. Во нашето дружење со него имавме незаборавни моменти, често си отваравме душата за нашата голема тема, го баравме одговорот зошто националното на сите околу нас им е свето, а нашето проклето. Секогаш гледав болка во неговата душа заради етничкиот хаос, но тој и тогаш знаеше да е обој со неговата надежна насмевка. Вечна благодарност за она што не можеше да го направи науката, а саме го направи со неговата поезија, ја пробуди заспаната торбешка енергија за национално будење. Тој најдобро знаеше дека ние сме тажно загубен народ кој лута како дух низ својата историја, придружен од неодминливите судбински константи, заради што и денес нашето второ име е очајот. Се радуваше како дете кога се роди културно-научната манифестација на македонците муслимани. Заедно бевме во првите редови во Ростуше. Неподелено ни беше уверувањето дека таа се роди убава како надежта, убава како зората, силна како надежта. Но истовремено и толку се разочара кога и тамо повеќе ни замиле материјалното од материјалното. Во дружбата со него секогаш го чувствував неговиот внатрешен бунтовен немир заради нашите лузни од балканизми, кои ја травматизираа нашата колективна национална свест, а денес и со должна почит кон сите други националности во републикава. Ама на дел од нив не може да не им се забележи да односот кон осознавачката пролет на овој народ, зашто тоа бил однос стерилна матрица со имитација на фолклор, без содржина и суштина, и би рекол наведливо до болка, кога во моментот во придружбата со таквите не знаете кој прв ќе заигра и пожестоко ќе заигра со нервите и со торбешкото врз нервите на овој народ таксиратлија. Во една прилика му реков: има надеж за збогување со нашата национална безименост. Беше краток и ми рече: тешко на тој народ кој му останува само надежта, иако со неа се живее, ама заморот од чекање го продолжува страдањето. Многу работи можат и да се прескокнат, ама не може и неговата скромност, работна безшумност украсена со искреност и честност. Еднаш му забележав за неговата преголема скромност, но не ми остана должен. Алчните за моќ, ми рече, напредуваат многу брзо, ама и брзо се симнуваат, ми рече драгиот Саме. Поезијата на Саме ја допира душата и срцето, лечи рани, ама и отвара рани. Особено кога ја опева нашата голема преселба за Анадолија, па вели: Крчин и Стогово памтат кога Радика рикаше во солзи зашто мајка испрачаше син или оставаше черка,
И ете зашто вика реканската мајка овде и таа таму во Анадолија не можат да го поминат денот без да офнат. А што да речам за горосветот од Жерновска планина вели, кога нашите одеа од онде море, со нив и горосвет од Жерновска планина понеле, со голема љубов го отследувале заради љубов кон својот крај, меѓутоа светот ја изгубил, вика, саканата боја и посакуваниот мирис, не можел да го поднесе туѓото небо, како што вели саме, затоа светот добил боја на мртво дете. Хероината река беше неговата омилена локација, во неа живееше и за неа твореше, ја нарекуваше долина на луѓите и на љубовта. Му реков во една прилика, што ли саме не задржало овде, со нему својствениот поетски јазик беше краток и ми одговори: магијата закопана во камената клисура на Радика и незините диви води. Поетското перо на нашиот саме не можеше да ја прескокне и печалварството како наша неодмирлива судбинска патека за обстојување. Патека на која беа излеани безброј мајчини и момински солзи, разделби со испраќање и надежи за враќања. Солзи кои ви го мија лицето и во даден момент се претвараат во нахид на расплаканото лице, зашто така ви шепоти надежта, велеше саме. Денес, кога во река потешки се останувањата од заминувањата, јас ви препорачувам лек за душата, читајте поезијата на саме и нека му е вечна слава и благодарност за се што направи и остави за овие генерации. Благодарам.